Добро вечер на сите и се надевам дека ве наоѓаме во добро расположение. Ако пак тоа не е така, ние ќе се потрудиме веднаш да го поправиме. Да, тоа некако и можеме да го поправиме, ама себе не, никако. Јас веќе зедов плата, ги платив сите сметки и ништо не остана. Ниту денар. И сега сум подготвен да си ги почнам божитните пости. Значи без храна. Клот така ќе терам, ама немам јас премногу гајле. Издржливи сме ние македонците. Јас знам дека секој македонец може да издржи 3 минути без воздух, 3 дена без вода и 30 дена без храна. Се уште траат испитувањата колку може да издржи македонецот без плата. Па што? Нема врска? Што ја има врска? И така сум збуцкан. Еве се мерев пред некој ден. Вака, со вовлечен стомак, тежев некој 85 килограми. Со пуштен стомак, појма немам колку тежам. О стомакот не можев да ја видам вагата. Заклучивме готово, нема поправање во декември, ама ќе има нешто друго овој месец. Ќе има многу работа. Многу. Имено, стручните лица пресметале дека секој маж во просек има 80 пати годишно секс. Добро? Еве, верно ми. Ама ако е тоа навистина така, тоа значи дека мене ме чека многу работа во декември. Но што да се прави? Мора и тоа. Брачна должност е и мора да се исполни. Па никој со сила не тераше да се жениме, нели? Се сеќавам кога бевме мали, едва и чекам. Како малото мајмунче кога го прашало татко си каде му е нему жената на малото мајмунче. Мал си, му рекол таткото мајмун, само ние големите мајмуни може да имаме жена. Само ние. И ете, ние така, на прва и одма. А жените, тие првин добро ќе размислат, па дури тогаш. Иако мора да признам скромни се, не се, нели? Се сеќавам така на една моја пријателка која како девојка се молеше нон-стоп со зборовите: еве Господе, јас не барам ништо за себе, еве барам само за мама, да и подариш еден богат зем. Ете толку, мал и скромен подарок како што и ние ќе ви подариме во следните 45 минути во друштво со прославениот фудбалер на Вардар, Партизан и југословенската и македонската репрезентација Вујадин Станојковиќ и секако нашата и ваша минерална вода Визијана, која и понатаму не одржува свежи и здрави, иако многумина не третираат за нездрави. Еве што ќе гледате во Нема љутиш. Едели? Едели? Дигнали тањир? Зашто ќе го смета? Па она кад гледа нешто од њума што ви интересира, па мене не ми интересира. Јас си искочу преко врата и готово, завршили работа. Ама они не искачу преко врата, јас за тој. Не. Разбашкарија се удрија сточак у бандеру, па башка па пуче, башка наочаре, башка капче со стремче. Лани протечела, вода колко сакаш. Од водовод ме тражив. Од електродистрибуцију ме тражив. Не може да спи у ноќеве, шефе. Не може да спиеш? Па како успеваш да заспиеш ако не можеш да спиеш? И па не вајам зуној мој. Јок бре, вика ми Доасе, ако ти не знаеш да поеш, не значи дека не треба и да се тушираш. Не, Шани, овој година не бива никако. Јас што викам, што смо играли. Не бива више. Али пази, тај наша генерација ми се нацрту свака час, пошто и свакога. Капа доле за сваку и за сву генерација. Не е добро. Ама добро де. Не е добро, викам. Не е проблем. Необичан. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Еде ли? Еде ли? Дигна ли танир? Дигна ли танир? Абе ти да не ме имитираш мене. Абе ти да не ме имитираш мене. Ај поваѓај с мене да си купу еден пар чизме нови. Еде? Танир ке га дигну сега. Имаме легенда во студиото. Ма што легенда? Жива легенда на кумановски, македонски и југословенски спорт, фудбал посебно. Вујадин Станојковиќ. Вујо, добро вечер. Добро ни вечер. дојдеш. По-добро најде. На кумановски идемо, нели? На Кумановски, Мислам си од нормално, Куманово. подашки, како што треба. Одма на почеток за твои почетци. Како почнава фудбал? Тренинг мал беше Речица, Кубаново, Вардар, па натаму. Да. Па добро, мои су почетци у моје село, у Речицу, значи ја као дете, тоа е наша позната падина, значи тоа е веќе многу пута казано, така да још еден пут да понову. Чим се дојде од школу, одма се фрља в ташње, ранци и одма се игра тамо. Чим 4 сат ќе дојде татко нормално од работу, пред 4 мора дома и писуваш домашно, завршаваш све и чим завршиш, све е у реду и поново идемо сви назад и поново сви на игралиште. Така да јас сум потекнаа, јас сум роден у село Речицу и едноставно и ден денес тамо живо и мои први кораци фудбалски су тамо и после тој почињам да играм за фудбалски клуб Речицу со негде 16, може 17 години, као еден детишљак и после тој нормално почиња све да иде узлазом линијом, после тој прави се една селекција на ниво на општинску лигу у Куманово, против Куманово, ФК Куманово и онда изабирав, тоа е на крај на сезона и изабирав играчи. Да. И онда тај селекција од општинску лигу и онда тамо су одредени скаути, тренери, луѓе кои се нормално разбирав и луѓе кои су од клуб задужени за селектирање и меѓу остало мене ме селектирав и ја веќе почињам, тоа е покојни Чичко Страше, тоа е 84 година, 85 сезона. Селектиран сам и веќе 84-85 сезону ја сум веќе стартер. Ја сам почнаа и уствари играја сам као шпиц, десно крило, а тек после, тоа е дуга прича, Чичко Дончо ме враќа назад на деснова бека и тако и у Вардара. У Куманово си играј нападача, тоа знам. Нападача, и у село, нормално. Али јас сум еден играч кој многи га тој малка знаев да у суботу сам играја за Речицу, у неделю играм за Трговиште у меѓуопштинску лигу горе од каде е моје потекло на мојега деду, прадеду, татка. Тоа е Пчиња. Така да јас сам играја 2 утакмици за 2 дана за викенд, буквално тако. И 84-ту бива тоа што бива и ја негде сум и скоро и најбољи стрелец 84-85 годину. Још само една работа, пошто спомна дека клуб Речица е постоја, не сте трчале на пољано да играте фудбал, него мало игралиште, игралиште, дефинитивно. големи голови на 7 метра. Голови, али ми као деца, пази, ми играмо на скратен простор, на мали голчики. Прво, играсмо на 2 камења овде, 2 камења подоле. И онда се тој, ако пројде преко камен, не беше гол, ударил камен, не ударила, не улегнало внутра, не искочила надвор и тоа е била расправија дечија наша. Добро, бар немаше тако. Тиче перспектива немаше. Тиче и Винницки од доле гледат. Дефинитивно. Значи, наш клуб Речица постои од 950 година, така да тој има традиција 70 кусор години. И тој пази с регистрација на играчи. Регистриран клуб. Значи, фала Богу, сега имамо и женски фудбалски клуб у прву лигу задње 10 години, не само сениорке, него и кадеткиње, каде што Валентин Стоиловиќ тој успешно менаџира, води и имамо одлични услови, еден такое село 120 куќе на високо ниво. И имате репрезентативку? И репрезентативку, така е.
Имате сега, знам. Не е било тој Дива лига, тоа е била Македонска лига. Ајде едно да, прашање да. ако е. Да играмо ми 3 полувреме, 6 крај на мали голчиња, ти сам, ја и Шани сами и камермани. Па добро, така. Нема да сме многу. Ја викам овако, што сам ga играл. Više ne igram. Само тренинг. Tako je, da. Pa sad malko prodavam pamet, ako neko me shvati što sam da kažem. Ako ne je živ i zdrav. Neko iskustvo koje ga imam, koje sam prošao mnogi treneri, normalno, mnogi utakmice, internacionalne, domaće i mnogo što šta u tej fudbalski, moj život, tako je da imam što da prenesem na tije mlade kategorije i jednostavno na njima je da li će da shvatev, da prihvatev i jednostavno da si trasirav put nadalje. Da ne bidev tatini i mamini, nego da bidev svoji na svoje. Дојде смо до идење од Куманово. Тој време, предпоставljam, тешко е било од Куманово да се направи скок и трансфер према посилни екипе у Београд, у Загреб, Сплит, Хајдук, па за тој преко Вардар. Преко Вардар, у Вардар. Prv, PIK ti je svoj klub. U svoju republiku. U svoju republiku. Najkvalitetniji. To je Vardar. Kao u druge republike, sad gde negi nabrajamo. Da, i malo je svugde. Znači, definitivno. Ti mene kad su me viknali da... Već u januar na 85. godinu me vikam na pripreme da idemo, ja mislim, dole, da li u Kruševo ili Teševo, ne znam, ne je ni važno. I klub ne me pušta Kumanu, a ja imam 4-godišnji ugovor sa Kumanu. Sakao sam da pravim tim, vide smo kao mene mladog perspektivnog igrača koji može nešto da napravi. Normalno svi igrači koji su sa smene, odnosno ne sam ja jedinka samo, to je bio jedan tim, jedan klub, jedan kolektiv koji stvarno funkcionira kako što treba u svak pogled. Ali pazi, inspiracija ti je fudbalska i cilj neki da ideš korak po korak, da ideš pogore. U životu je inspiracija takva. Apsolutno, da ideš pogore i pogore. Da, normalno, to je, ali pazi, ja sam dето celo. Мене нити ми маја татка, татко ми бија тракторист, мајка домаќица, нити маја ујка, нити сам ми маја, не знам, овога, Владико или било кога. Едноставно, пази, сам стресираја свој пут и едноставно дошла нека ситуација кој некој препознава некчи квалитет за, апсолутно, за да може да се на неко повисоко ниво да се такмичу. Такој ми вика, значи дефинитивно у јуни месец 85 годину Kumanovo ne me pušta, međutim, po pravilima fudbalski savez na Jugoslaviju u toj vreme, ako ideš od pomal u pogolem rang, pauziraš 3 meseca i poslije 3 meseca imaš pravo na nastup. Ja ga to iskorišćavam, klub ne me pušta Kumanovo da idu u Vardar, ja iskorišćavam i idu, potpišuju 4-godišnji ugovor sa Vardar i pauziram 3 meseca. Prvu godinu, 85. 86. igram, ne igram kao špic i onda dodi, to je Višnjevac, čeka Ilija Dimonski, ja kad pokojni, ja kad dojde, biše 3 meseca pa ga smeniva i dojde Višnjevac i 85. 86. 87. dovodi Čičko Dončo i mi vika na sastanak, pošto me traži Pelistere, Pobeda, Teteks, kao špic, normalno. I tamo je Darko Pančev, Gorde Zdravkov, Petrov, znači kude ćeš na Rusiju, čoveče, što je sve domiran. Ti znaš ono, i sve je bilo normalno, ja sakam da igram futbol i prihvaćam da čidu tije 3 kluba negde. Škodončo me vika nazad i ne možeš da ideš nigde, u kancelariju, ko što sedim na tišani, i vika ti će igraš desni bek. Ja gledam nekom čovjeka, ja da igram desni bek, da se vidi da vozite avion da mu se najde desni bek. Ali ja pa ne razmišljam, pazi, od drugu stranu, pošto ja imaše dosta dobre fizičke predispozicije, marljiv, trening, profesionalac, odgovoran. Ja po desnu stranu, kad igram desno krilo, ja isto vraćaš nazad. Špic normalno isto. I non stop sam išao. Pa i beš ofanzivan bek. Definitivno. I posle to mi pomognao u toj moju karijeru. Tako da ja već sam starter 86. sezonu, 87. kad bivamo i Šajberovi prvaci na Jugoslaviju. Kad uzemava titulu. Pa nego Partizan zema titulu, međutim mi se bemo verifikovani i zapisani kao prvaci na Jugoslaviju u UEFA-u. I mi protiv Kupa šampioni igramo. Da, kup šampioni igramo prvo kolo. A prvo kolo igramo sa Sporto koji beše evropski šampion protiv Mađar i ne znam, kompanija tamo. Bayern ga tepava sa 5 gol Mađar da degi na Bayern. I 3-0 tamo u Porto, 3-0 u Skopje, ali pazi mi bemo prvaci. I to je tako i pošnalo. I u tu sezonu 86. 87. godinu kad se završi, po svi
izveštaj sportske redakcije koji je sport beogradski, sportske novosti zagrebačke, Oslobođenje, Dalmacija slobodna, sportske redakcije, беше прогласен за најбољи десни бек у Југославија. Ти не си ни знае дека си најбољи, видиш? Не, дефинитивно. Дефинитивно, пази Ала ти. што викаш, да? Тоа и да не збор, да. И да не збору после за кад ме они 88 вика за репрезентација, тоа за мене било несвојствено. А кажи нешто со облекувално на Вардара, има ли нешто интересантно? Рингов, Панчев, тој време, многу силна генерација, некој нешто... Најдовски играли со тебе Вардар? Да, 3 години сме играли Канатларовски, Чедејаневски, Сетинов, значи цела плејада, Страшна Симовски, Симовски, значи Дарко Панчев, Толнисаевски, Пепи Георгиевски, значи сега не за Джипунов, па Боби Бабунски дојде покасно као помлад, као Љупча Марковски, Наумовски, имаше тој плејада на играчи кои баш не смо случајно били едни од најболи у тој сезон 86-87 екипа у Југославија. Требено рис. Чистени каменчиња тргнали на страну. И селектирано. Селектирано. Али буквално тако. Буквално тако е било. Стратегија, на тренинг нешто, имало ли меѓу ноге, Па не, знаеш што, знам да као шпиц кад беше, и посади још Кочо играше još едно 6 месеца или годину дана. Не знам, Сетинов или Најдовски, они као позади, и сега нормално, ево, друго сум екипу и трчу лево, десно, напред, назад. Они не може да ме фате, не може да ме обуздав, човече. И сеќам се... Да, полна снага. И сеќам се Кочо, пази, ја топку примам, пази леđa. Ја гледам, нема никој за мене, он се вене. И скочил на фора, тај беше, а он више у година, не може веќе легенда на Вардар. И 6 такмица и веќе готово, веќе завршава кариеру. И сега нормално, да не, сега го претрчу или било што, не само он, него и друго. И Илија Најдовски исто тако, и после ми смо јако добри пријатели ден денас. Илија Најдовски е људина, голем фудбалски играчишта, не збору за Дарка Панчева, мисли, тоа е друга димензија. У овој прв дел имаме još малку време, ќе се пребациме после на продолжеток на кариера Партизан и освенска репрезентација, малку за светско првенство. Актуелно е, управо за тој си и гост, ретко може да те има некој како гост, посебно оваква емисија која не е толку сериозна. Ама што да правиме на други место од Куманово, па имamo привилегију да ни јавуваме на гости. Мора само напомену за гледачи дека овој што ќе ga кажеш е до негде крај на прв круг или играње по група, затоа зашто таму се менја свакодневно работа, па не сватив погрешно. Дека нешто сме утнале. Како го гледаш до сега светско првенство? Нели ти се чини дека многу тактизирав екипа, многу предпазливо чекав грешко на противника, дека нема неатрактивен фудбал што ги имаше пора? Па не, има репрезентација кои се играва атрактивно и си гаев тој фудбал и игра го и дале. Кои се ти? Па добро, нормално, тоа е Бразил, Аргентина, нормално, пази Шпанија, Белгија, Шпанија, Француска, да не збориме, значи Немачка е доста тактичар и тактички доста играв на снагу 90 минута. Нормално, меѓутоа, има една друга ствар, наметнуја се сви остале репрезентации, значи не случајно сте ви на завршницу на светско првенство. Пази, да отидете на светско првенство, тој е фудбалски сајам. У цел свет сте 30 екипи или 31, колко е тамо, 32 екипи, значи меѓу 1000 репрезентации. И сега тоа е, јас сам имајето среќу да играм 90 годину на светско првенство у Италију, и тоа е, значи, нешто незамисливо и незаборавно. Значи, тоа е нешто што ќе одбележи тој неку моју кариеру и тој мој неки живот, тој фудбалски. Адреналин работата, сакаш да дадеш све од себе, да? Дефинитивно, значи тамо нема пропуст. Тамо нема грешка. Свака грешка се казнуе, свака тактичка грешка се казнуе. Значи, тоа е фудбал на најсовршено и најсветско ниво. А нарочито сега, кад има сви овие скаламерија, нели, технолошке, од вар систем, па не знам, разноразни судиски одлуке, кои е нормално судиска организација на УЕФУ и на ФИФУ едноставно ги препоручуев, куде су ригорозни, и с тајминг, и с време, и значи нема тој више забушавање, едноставно ти го штопира време како кошарко. Значи за тој су тие 6, 7, 8, па и 10 минута, едноставно, да, дефинитивно, затоа што ти дава шансу да не можеш ти да фолираш, да не можеш ти да симулираш, него едноставно сака чисто игру. Тет-а-тет, кој кога? Крај. Значи и тоа е фудбал. Дали најдобра тактика да гледаш на раат фудбалску такмица од светско првенство е да дадеш пари на жена да иде у шопинг, па onda да се опуштиш, или има некоја боле? Па ја немам таков проблем. А па добро, ти спортист цел живот, што ги те кажа, ајде гледај фудбал, он цел живот игра фудбал. Да, цел живот, пази, јако де год сам ишија,
С мене е била жена и дете. Значи, дал сам бија од Не го Скопје. смета утакмица, она е многу утакмица гледа. Не, зашто ќе го смета? Па она кад гледа нешто njemu што го интересира, па мене не ме интересира. Јас си искочу преко врата и готово завршен жабо. Ама они не искачат преко врата, јас за тој Не. И još Јас нешто, си гледам, да. И još нешто, дефинитивно. у Речица имате женски фудбалски клуб, ама у цел свет ако земе озир, мушки фудбалски клубови су позаступени од женски, нели? Повише има. да. Знаеш зашто е тако? Моје мислење, скромно. Многу тешко е да наеш жене, да натераш да се облече во исто и да дојде на исто место во исто време. За тоа има помалку женски фудбалски клубови. Ќе направиме малку пауза, односно ќе не видите и с други содржини, па се враќаме со втор дел и наша легенда Вујо. Башка. Посебно, издвоено, трнато на страна од ред или од контекст. Разбашкарија се удрија сточак у бандеру, па башка па пуче, башка наочаре, башка капче со стремче. Не се чудите, и ту е све башка. Друго е кад ќе се разбашкариш на лежаljку, платено 10 евра на некој белосветску плажу, па башка па пуче, башка наочаре, ама за слънце, и башка капче со стремче. Значи, исти ред и редослед на башка, ама различит контекст. Жена вика дека башка се прале бели од црнија љишто. Ја тој не знам, ама сам видеа моју домаќинску мајцу помстено у розе. Тоа е за тој што вајда башка, так не е важило, не знам. Море знам, ама радим миру, куќу, ќуто и не се мешам више у штипки и у љишта. Башко, што не ни знам да го уклучи машину за прање. Сакми текна. Прво питање на судију. На бракоразводну парницу треба да е спиетери заедно или башка? На памет сам да оплячкам банку, а кој више не го бива. Ако не те фати. Ако не ме фативде, так не мора да размишлям за храну, за воду, за струju. Бар едно 7-8 години. А ако те фати? Ако ме фатив исто, у затвор не мора да размишлям за храну, за воду, за струju. Па тако ли себе мисли на будуćност? Малко размисли, овај фирма наша, колко е направила за тебе? Па ти малко само да си заинтересиран за нашу фирму и одма све ќе биде болje, не мора за тој да размислиш. Да съм заинтересиран, а? Што Да. викаш? Ти знаеш ли, бе, шефе, колко фирме су заинтересирани за мене? Тражив ме. Тебе? Кој тебе тражи тебе? Кој ме тражи мене? Тражи ме комшо што има драгстор у моје сокаче, бе. Тражи ме друг комшо што има фирму за олуци, лани протечева, вода колко сакаш. Од водовод ме тражив. Од електродистрибуцију ме тражив. Не може да спи у ноќе, бе, шефе. Не можеш да спиеш, и па како успеваш да заспиеш ако не можеш да спиеш? Како успеам? А, Број ги жене с кои сам спаја, шефе. жена ги броиш, а не овце. Дебе, тој беше само еден пут. Мајко му, јас сум си одамна женен човек, среќен. Одамна жена, да. Жена, шо, може да биде демеки среќан, а? Може да биде среќен ако не дознае жена му. А и како бе среќен, шефе, без паре? Плата камо губе? Дојде ми нова белешка за струј, бе, знаеш колко е голема, треба да го платам. И ја треба да го платам. И на мене ми дојде. Да, онедам баш викам на жену, што ми скачаш у чаршу, земи паре, плати струju. Па убаво викаш, нека плати, ти бар имаш паре. Имам, викам го земи, она вика, тача не си бе ти. Тача не си, викам, да зему паре да понесу па да ме оплячка во автобус. Ти ако те плячкав, не стављај пари у новчаник, викам, стави негде друго место, не знам, у груди, у гаќе. Па там најубаво ќе ги скриеш, шеф. И ја мислиш, она вика, па тача ли си бе, там највише брца во вие у автобус. Куде мене може да брца куде сака, па и у гаќа ако сака, ви там нема ништо. Нема нешто, нема.
Па и паре нема, ако што викаш нема, па потражи пред на некога на заем ако немаш. Па тражи, онога трајчето од книговодство да ga не виду со очи. Зашто? Па тражимо пред некој дан 50 евра на заем. И што, не ли ти даде? Не бе, даде ми за тој неќу да ga виду. Па ти по тој логику, знаеш што, многу нема да видиш изгледа. Зашто нема да виду? Еве ја Балдазичер дојде, видемо се. Па се фали, уста ке изчепи, фали га онога њенога. Вика не пие, не пуши, не иде по туѓи жене. Мужу, не пие, не пуши и не иде по туѓи жена. Ти тој да провериш да не он шлогиран. 100%. Замислете, бре, ете, тако и има некои људи, мајко му, ете, фатив златну рибку и не може да се сетив кои су ги 3 најголеми жели. Па ја, бре, 3 жели увек валјам с мене. Мене, ете, само златна рибка ми фали. Добро, додуше, фали ми еден тендер и тага да биду коначно човек. Коначно. А тате па вика, досе, синко, бре, не ти фали тебе тендер. Тебе памет ти фали. Досе, работи си поштено и не можеш да се плашиш. Освен од сиромаштију. И ја ете, работу, што ќе право? Работу, по цел ден работу. Мъкну како магаре, а трчу како конј. Што се вика, оној джабе работи, само джабе не седи. Кој ли га, бре, тој измисли и кажа. А ја па будала, па га и послуша. Сваку пару што сам го печалија, добро сам се за њума озноија. И па не вајам зоној мој. Јок, бре, вика ми, доасе, ако ти не знаеш да поеш, не значи дека не треба и да се тушираш. Ете, још па и ману, бре, наваѓа. Викам ви, зној во смета, а паре не во сметам. Све, бре, што печали, на њума му даде зуби да направи. И од тога уста не затвара. Уста не затвара, ете, и кад бесмо летоска на одмор и език во изгоред на слънце од што збори. Па ја па налјути се, па такој собра храброст малку и мушки му кажа. Викам, слушај, колко паре сам ти дае за зуби, има да се смееш и кад ќе умреш. Леле, кад ми го е залепила едно, па друго. Бре, исто како гром удар. Нема шансе да удри 2 пут на исто место. Враќаме се па у студио, још вам будеме подсету, наш гост Вуједин Станојковиќ, прославен фудбалер на Куманово, Вардар, Партизан и за репрезентацију не го стави, али после и неколку утакмице за репрезентацију на Македонија, нормално. Дојдемо до Партизан. Како се деси трансфер у Партизан? Па заврши уговор мој 4-годишни у Вардар, тој е 89 година и едноставно имаше неколку ситуации, неколку клуба, меѓу остало Чика Тома, покојни директор спортски на Партизан, беше најупорен, така да и заврши се тој трансфер и ја од 89. Навиваш ли за Партизан или не? Па за смисол навивај. Ја само за Партизана. Многу ми беше криво като отидева Пикси, Савичевиќ, Панчево, Звездо. Сви бева скоро кој нас, али играм случај, не знам, отидевам улицу го погрешива место Кој нас Вокри, Катанец беше. Има сме и ми добри играчи, али тајнина златна генерација стварно добри играчи. Па ние сме Пеđо Mijatović, Јокановиć, пази Будавојчиć, Петрич, значи Мино Крчмаревиć, значи Ворка Пишеповиć, значи тоа е Гуделј, сега што игра за репрезентација на Југославија синови на Гуделја, Лев Бек што беше Џони Новак, Даре Миланич и многи сега. Спасиш едно време излете на светско првенство, па направи трансфер у Реала после. Да, отиде после светско првенство, постави да стуга. Одлично одиграл на Италија. Да, одиграл Италија одлично. Добро, кога дојде у Партизана, имаше ли проблем српски или не? Ти е представлявал српски некаков? Колки знаеш го збори српски? Ја знам, значи ја като отиду у Србија одба на качување у воз, викам, сите су се качили, само ја нисам могла да се попнем.
Не си имаете такви проблеми А, не, Шани, моја историја е многу дугачка. Значи, јас сум по професија ветеринарни техничар. Ја за 78 до 82 година сум учио у Приштину школу, значи 4 години. А ти сега ве научи ја све. Значи, после тој Ти си и са падежи, ма. Да, и со спадежи, али не, напротив. Значи, ја веќе у Вардар од 88 годину, марта месеца сам у репрезентација на Југославија, 88 јуна месеца сам на Олимпијаду у Сеул, значи јас сам и олимпијец. Така да сви тие играчи кои су од бивша Југославија, од тие клубови, јас сам веќе 11 утакмице за репрезентација на Југославија имаја од Вардар. Тој усторију на македонски фудбал и на Вардар не се десило. Ти давај гол за југословенска репрезентација. Еднан, да, на Кипар доле, у Атино тамо играмо, пошто не иде смо тамо на Кипар, него у Атино играмо и еден гол тамо има да. Шпиц играч. Поштено. Да, по десну страну случајно нешто ти Мора да искоси, случајно, што не знам ја гол случајно. А ти нешто спортувај ли си, Шани, извини. Ја кошарку играше едно време, такој док беше помал. Мислам, а истак Кошарка си играл. види, кошарку, али после тој казневме од федерацију 20 сантима и јас се врати, немаше више... Што фаул направи? Груп старт. Не, груп изглед. Не кишеме публика и казнива 20 сантима више не играше кошарка. Да. Партизан доста јако тој време, голем ривалитет со Звезду, спомнамо ги играчи. Динамо, Хајдук, све тој, значи тамо цела бивша Југославија имала, значи од Вардара до Триглава имала е одличне. Прифатен добро Партизана без проблем. Да, па имаја сам ја, значи тамо беше и Гордан Петрич, значи Буда Вујечиќ, дојдемо Од репрезентацију претпоставljam веќе познат. Од репрезентацију сви кои смо познати били, значи ми смо веќе били заедно тамо по утакмице, по карантини, по не знам Олимпијада, па после светско првенство дооди, така да нема никаков проблем на свимаја, тоа ми е едноставно или хат сега и да моја такој нека моја скромност. Ја беше као и звезда на прелазни рок на тие 89 годину. И тоа едноставно имаше доста тие помпе, имаше многу други ситуации, али добро. Не е ни битно сега да не збориме за тоа и онда се дешава светско првенство и многу што. И после завршавам 93 годину у Партизана и онда иду, 93 годину од јуна месеца и тамо 4 години целе одигра. И од 93 година јуна месеца село се Дегефош у Шведску, тамо сам 3,5 години, скоро 4 и још година и пол 2 Трелебор доле. Да, Трелебор доле на Балтичко море, близу Малме 30 км и тамо се 35 години завршавам кариера. Дојдемо до крај на кариера, негде пред крај на кариерата се дешава и позив за македонска репрезентација. Претпоставljam дека покрај наступ на за југословенско исто ти е било драго да ступиш за Македонија. Дефинитивно е такој, Шари, меѓутим пред тој имамо 92 еден Емил Насцен, каде што ми преку квалификација смо први, Данска друга, да, у Шведску. И ми идемо у Шведску, ми смо у кампу Малме, свој камп, веќе смо тамо 7 до 10 дана. Добивате забрано. И онда и Данска била европски prvak. Да, Данска доди као друго пласирана, иде вместо нас те враќав назад. Разбира го работа, наша репрезентација у пун капацитет. После 900 Италија, пето место официјално. Дефинитивно. И тој ново несреќно испадање од Аргентина и Марадона. И с 10 играчи. С 10 играчи неправедно исклучен, тотално неправедно друг жут картон. А он е малецак бија така, виж пам. Зашто само останае малецак? За тој ја не може да порасне, зашто много... Шани, имамо два зицера, тој негде 5 минута при крај. Значи, Папе, Сафи Сушич, зицер не виден, тој Папе не промашува. Део Савичевич. По леву страну, Пикси тамо некога испраќа по новине, враќа му на Деју, на леву ногу. Он преку гол. Промашуваш на Деју, сега 100 пута овој година да му дадеш такvu ситуацiju, 10 пута 10 гола ќе даде. И тоа е. Ја на железничку станицу, сеќам се, гледам, Воски ми избега да се вратил војску у Ниш. Таа генерација позната од Вардара со Спанчева, комплет сте туја, Најдовски, да не ги броју свите, веќе неколку пат ги кажувам. Дали, ако сега исто успешна генерација на македонску репрезентација, бесмо на европско првенство, за малку на светско. Што мислиш? Дали тај ваша генерација би могла да го поведе сега генерација за македонија што игра?
Па да не биду па и превише скромен. Па немој да бидеш, кажи да не ги што. победим. Ти слично размислуваш како пелеш, што прашале га вика Како нема дали ги победил? ваша репрезентација би го победила овој репрезентација на Бразил на Неймара што е. И Пеле мисли вика па би со 7-0. Вика само 7-0. Па добро, и па смо ми 75 години, нема што Не, прати. ове године, не, Шани, ове године не бива никако. Ја што викам, што смо играли. Не бива више. Али пази, тај наша генерација ми се нацрту свака час, пошто и свакога. Капа доле за сваку и за сву генерација. Свак си има свој квалитет, свак си има свој успон, па и пад нормално, али ја мислам не ласкам сам на себе и на своју генерација, али тој не случајно викали златна генерација на Вардар. А тој е био ослонац на репрезентација на Македонија у тај период почетни. Тако е. Има ли трема? Кога ќе искочиш у стадион кој што има 100-150 илјади играчи? Нема Публика. Нема толку, али до Има ли трема некоја? Јас сам имаја тој прилику да играм многу пута, значи на стадион на Јана е 60.000, на Звездин е 100.000. Да. Тој време настојање имаше за да беше настојање. Збориме за 100.000 100, баракана. значи збориме тоа е у моје време, значи тоа е пред Има ли трема? до 30 години, 25-6. Пази, тоа е нека позитивна трема док искочиш на терен. И после забрави све. Чим искочиш на терен, чим судија свирне, све се забрави. Ни чуеш некога поред себе, нити оној што ти вика пази леѓа, искочи, затвори, сам си, бла бла, не знам што, све, не чуеш. Тој детаљ што го збори неки, баш ми текна. Играмо против нека догодовштина. Глазгов Рейнџерс играмо у Шкотску. Овде ги победимо 2-1 у Мостар, бемо казнети. Ми нон-стоп си бемо казнети, јадни ради публика. И репрезентација, и клуб, све. Нон-стоп казнување, или играмо у Истанбул, или играмо у Титоград, или играмо у Мостар, или играмо не знам куде. Не ни важно, али суштина на причу и тоа е легендарна. Наша 5-4 изгубимо, али идемо дале, пошто 2-1 првото го тепамо и тоа е Джекановски 4 гола дава. Али прва ситуација и сега по моју десну страну, аут се изводи, Буда позади мене, као штопер и Гордан Петрич. И сега Буда позади Вујачич вика нешто, појма немам, дере се ко будала, не го чую, не го било што. И гледам од позади дојде неки човек и фати ме за гучу и дави ме, овако, од позади. Ја се укрече, реко, кој ти вреđава, реко, човече, бре, па стари, он е тако ми вика, стари или становико, ба стари, бре, види, тамо затвори овде, па че ме чуеш, ба, да те чуеш 50.000 публика, акустика, затворен стадион од озгора, само еден отвора волики. Па нема сви, тоа е ненормална работа. Кој ти вика тренер? Не. Одиграч? Буда Вујачич, мој колега, штопер што е. Да, и позади. А ја одапред ти се гледаш, пратиш, нели да фатиш играча, да затвориш овој овога. И се вајде сам ја пропуштија некога, вајде треба некој друг да преземе. И он позади ме дава, викам, што ти бе, кој ти џево, си нормално. Па гледај ово, пак не могу, викам да му се најде. И добро завршава тој, и он Буда Вујачич дава прв гол. Корнер, Буда 1-0 за нас, против Селтик. Петрич, нели дојде? Не. Буда прв гол го даде. И се завршава се утакмица, радост, еуфорија, не знам, Јордан Ивановиќ доби за нај коментатор, радио коментатор, значи неку награду, и идам у слачионицу, и сега зезање, Джекановски познати, дава му 4 гола, Буда Вујачич задужен за njega. Стрикно го чува. Иван Голец му вика, ти чуваш го njega, баје Джекановски пољак, опасен, само така. И идемо ми у слачионицу и шала, смешка, и Буда. Јас съм данас био најбољи, знаеш, и Гордан Петровиќ гледа, јели бре, ти е нормално што причаш? Шта, па овој ти дава бре 4 гола бре. Како бе 4 гола? Па 4 гола бе ти дава бре, си нормална бе. И га стари, кажи му бре, и тој беше и Богдановиќ. Буки бре, ти си изгледа... Он не ги брои, да? Он ти се заболија. Реко, да, можда е 3, да. Пошто прв гол га ти даде, па ако го дусмеш твој гол, а вие че ти врш 4, да, стварно се 3. Па важи се. И вика после и оди, и не веруе. И док не дојде Иван Голец, шефе, дојди ме кажи он ова кој му даде 4 гола. Затоа викав за некој одбранбеnog играча кај ги киксне у одбрану, па даде голу напад, подише извадија се. И он такој, важи се 3, не се важи 4. 4 гола му даде, мали га тамо. Мога и црвен картон да добију судију што га давија да помисли дека... Има милион да го дошли, дека тоа е, да. И тоа е умесна, фина, мако пристојна, стварно. Јаш за крај ќе те прашам, чувени су навивачи на Партизан и на Звезду. Стварно ли нема од нима бољи на свет? Како делува тој на Маракано и на Јана? Тоа е несватливо, тоа е, не знам, ја
Jednostavno nikad ti, što nikad iskočio na teren, više, to je urgula, to je više, onda gledaš protivnika, gledaš ono što ti trenerka zaja, gledaš utakmicu, da go završiš u najbolji mogući red, kako što treba, da pobediš normalno, ne? Da. Ali to je nenormalna rabota. Mislim, to Nema je na drugo mesto. euforično. A ja ne sam doživeo takve dve grupe, ali sam doživeo, vikam ti, u Glasgow, takvu situaciju i doživeo sam još neke druge. Jednu priču će ti kažu u Istanbul, igramo Sporting Gijón, isto kupu UEFA, tamo gubimo 2-0 i u Istanbul, pa kazne ti i u Istanbul igramo, Partizan, i idemo svega tamo na Bešiktaš teren, stadion, njihov. I sve iskačemo na zagrevanje, tu tam ima publika, ne znam što, ali crno-beli dresovi, uvija, navivači, sve u crno-belo oblečeno. Vraćamo se nazad u slačionicu, normalno, zagrevanje završeno, iskačemo normalno, se redimo tamo, Sporting, mi, iskačemo, pun stadion, crno-beli svi. Što je, vikam, kod je ovdje toliki, svi se pitamo, gledamo se nije drugi, kod je bilo, naši igrači dojde, navivači dojde, vikam, od Beograda mu se ne... Kad pošta nekoj neka zabe, vika, Bešiktaš isto nosi crno-belo. A oni pa Turci, svako futbol, nema veze ko igra. Važno futbol, ne. Pa ne su trebali da vi kažem, posle takvi su trebali da vi kažem. Ano, ima se za naš, ali? Crno-bela, I tok sam navijao, isto Turci, to je euforija nevidena i oni. Kako je, za Zvezdu se navija, Partizan se Se voli, definitivno. To je za kraj. Daj mi repliku, Nema da mi staje, jedan put igraš samo i znaje se. Hvala ti za gostovanje, stvarno mi je čast i onako je, ugo se osjećam u tvoje društvo uvek kad si pravimo moabet. Posakuju ti uspeh, ne prozborili smo malce za trenersku karijeru, kratko je vreme, nadam se дека и далje ќе видиш, сигурно ти уклучен у спорт на било какъв начин, никад не си isključen od тој и сакам ти да уживаш на утакмица светско првенство до крај и твои фаворити да пројават до крај да бидеш управо. Добар тип да направиш. Иако знам дека обложувалници не правиш, али спортско предвидување, спортско предвидување дека тие репрезентација ќе догора до крај. Фала ти. Фала ти puno на покану, на тебе и на твој стручен тим и нормално тим камермани да не се луташ или стручен штаб, мора така да кажем, пази тоа е професионална мала. Како беше денеска играш против нас? Да, денеска играм против вас. Да. Фала ви на покану. Вие останете со Стас još малко до крај, гледате утакмица светско првенство, повеќе мужи гледаат отколку жене, ама пазите мужи, значи посветете малку пажњу и на жене затоа зашто мужи обично доживljаваат авантуре за кои што после препричаат, а жене па доживljаваат авантуре за кои што после тој никад на никога не препричава. Па ви обратите малку пажњу. Не ваѓа. Dobro. Не е добро. Ама добро де. Не е добро, викам. Не е проблем. Необичан. Много. Гледай што е работа, докторе. У следно време, ја кад имам секс с жену, нон-стоп ми нешто звони околу уши. Како кажам, колку години имаш ти? Ја овој годину ќе напуну 52. А ти што сакаш да слушаш после секс? Аплауз, а? Па, добро, ебе. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе, од кабелко.
Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унуtra, еј! При крај мали тајни од големите мајстори на домашната атмосфера. Пред некој ден така се прибирам дома после добра дружба со другарите, која траеше, еве да кажам, малку повеќе од колку што мисли жената дека треба да трае на таква дружба, и таа наврата веднаш ми вели: јас и ти мора да расчистиме. Важи, жено, велам, нема проблем. Еве ти почни од вецето, јас ќе почнам од кујната или поточно од фрижидерот. И се наљути. После тоа седам сам на маса да се допијам со некоја ракија и велам така нежно, убаво, фино, сентиментално: слушај да ти кажам, јас размислив и сватив дека без тебе не можам ниту да дишам, ниту да живеам. И еве ти ја таа бе се слуша, од кујната и од вецето, па пак слуша. Вели: и ракијата ли изборува тоа од тебе? Велам: не, жено, јас изборувам на ракијата. И пак се наљути. И потоа морав да ја кажам исто што ќе ви кажам и на вас. Па нема љутиш. И следниот викенд, во ист термин. До тогаш, чао на сите. 3 дена без храна, без вода, бе. Вода течеш од нjem. Тегу вода. Електродистрибутер дистрибуција. Циција. Лиција. Кои су ги 3 нај Посебно, издвоено. Трнато на страну, од ред. Тишина на сет. да се допијам со некоја ракија и велам: слушај, јас што бе слушај такое бе, ајде ше пат. Уве ги имам, само златна рипа. 3 дена без вода и 30 дена без храна. Вика ми: да се, ако не валјам.